Најава за денешните настани. Во тензична атмосфера отворен бугарскиот клуб Цар Борис III. Градскиот совет одобри општина Охрид да бара од владата јавното предпријатие Водовод да премине од слободен на регулиран пазар на струја. Мнозинството во Советот ги изгласа легализациите на дивоградби во Андон Дуков. Струшките училишта бараат од општината скратување на траењето на школскиот час. Владата ја ограничи маржата на млечните производи. Со најавените и останатите содржини на денивникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид ден е студено утро, во текот на денот времето претежно сончево и топло со измерени максимални 22 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро со локална облачност и свежа. Утре над Алпите на север, североисток од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, проследени со засилен ветар. Во останатите делови на Европа стабилно со сончеви периоди и релативно топло време за овој период од годината. Во сабота над Балканскиот полуостров времето претежно сончево со локална облачност и топло, во централните и северните делови зголемена облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 21 до 24 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота свежо утро, благ пораст на утринските температури, а во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и топло со умерен слаб ветер од променлив правец. Минималните температури од 2 до 10, максималните од 18 до 26 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота времето претежно сончево со локална облачност и топло со слаб ветер, минималната 8, дневната 22 степени. Во недела претежно сончево со локална облачност и дневна температура до 23 степени, а по понеделник и вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура е 11, односно 10, дневната 21, односно 20 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во напната атмосфера со свирежи и извици од насобраната толпа граѓани, од која беа фрлани и јајца и камења, беше отворен бугарскиот клуб Цар Борис III во Охрид. Граѓаните протестираа и порачаа во демократска земја како Македонија нема место за фашисти. Председателот на бугарскиот клуб пак, Томе Блажевски, изјави дека не гледа ништо лошо во отворањето на клубот кој го носи името Цар Борис III. Тензично помина отворањето на бугарскиот клуб Цар Борис III во Охрид. Голем број граѓани се собраа на протест пред седиштето на клубот, а присутно беше и големо полициско обезбедување. Летаа камења и јајца кон седиштето на клубот, а беа извикувани и пароли "Бугари, татари, фашисти". Присутните имаа транспаренти порачувајќи на Европската унија да не го толерира бугарскиот фашистички однос кон Македонија. За фашиста во Македонија нема место, фашистички клуб. Нека има име на некој што не е фашиста, а овај Цар Борис бил фашиста. И не му е место до тука. Треба ова влада да му забрани, не да му дај одобрение. Истиот став ми е. Истиот став. Бугарски клуб во Охрид ни донесе овде. И че си ја браниме ја држава без на разлика. македонците во Пиринска Македонија да им дадат право, не само тука. Зарем нашиот нерчик, признатиот и познатиот Григор Прличев, на само 100 метри подолу од овде е неговата биста. Зарем таа повеќе не значи од се ова? Страмота за Македонија и за сите кои што го дозволуваат сиве овие работи. Немаме ништо против овие луѓе. Тие се инсуинирани, натерани, без да се свесни што прават. На отварањето на клубот беа присутни бугарските конзули од Скопје и Битола, председатели на политички партии и бизнисмени. За председателот на бугарскиот клуб Томе Блажевски пак нема ништо лошо во отварање на клубот Цар Борис III. Според Блажевски, целта на отварањето на клубот е да се промовира културата на бугарскиот народ и бугарите во Македонија. Изјави дека клубот го регистрирале минатата година без никакви проблеми и ги негира обвинувањата на граѓаните кои протестираа пред седиштето дека со името на оваа личност ги оживуваат фашистичките идеи. Ние кажавме дека немаме никакво движење фашистичко или неонацистичко, ние се одградивме од тоа. Доколку имаме во иднина може да не суди државата или ни прави нешто. Ние чисто го одбравме името како цар на бугарите, последниот цар на бугарите, да кажеме, кој е важен исто и за нас. Чисто, значи, ние името сме почитувачи на ликот и делото, меѓутоа се исполитизира или се така против здруженијето, значи се исполитизира целата работа. Отворањето на клубови кои носат називи на контрадикторни историски личности и фашисти, како што е Цар Борис III, има директно влијание на антифашистичкото минато на Македонија, истакна Рахела Мизрахи, пратеник во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМН и представник на еврејската заедница во Македонија. Ова што се случува денес е силување на македонскиот народ, неговото антифашистичко минато преку наметнување на вредностите од Третиот Рајх зад скриени преку злоупотребата на европската звезда. Тоа не се европски вредности и мора на овие процеси да се стави крај, кажа Мизрахи. Уште денес, пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе поднесе закон за измена и надополна на закона за здруженија и фондации, со што не само ќе се спречи идно формирање на вакви квази културни клубови, туку и ќе може да се реагира за веќе постојните кои власта на СДСМ дозволила да се регистрираат. Организатор на денешниот протест е партијата Левица, а официјално го поддржа и ВМРО ДПМН. Полицијата на протестот одржан денеска во Охрид не регистрирала нарушување на јавниот ред и мир. Полициските службеници евидентираа едно лице кое на јавно место кон одредена група граѓани фрли со предмет. Против него ќе биде поднесена соодветна прекршочна пријава по член 5 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Приближно 1 милион евра е сумата која треба да ја плати јавното предпријатие Водовод Охрид за потрошена електрична енергија за последните 3 месеци. Директорот Маријан Ристевски на денешната седница на Совет достави информација за алармантната состојба во која се наоѓа предпријатието.
Дел од советниците се задржаа на долгогодишните проблеми со кои се соочува ова предпријатие, но градоначалникот кажа дека во моментов е потребно решение кое брзо ќе даде ефект во олеснување на сериозната состојба во која се наоѓа водовод, но и другите јавни предпријатија поради енергетската криза. Состојбата со сметките за потрошена струја на јавното предпријатие Водовод Охрид е алармантна. Директорот до градскиот совет денеска достави информација за сериозноста на предизвикот со кој се соочува предпријатието. Приближно 1 милион евра е сумата која треба да ја плати предпријатието за потрошена електрична енергија за последните 3 месеци. Фактурата за месец август само е во висина од 21 милион денари, сума која ги надминува вкупните приходи на предпријатието. Во 2020 година, само за споредба, толку изнесувал вкупниот трошок на предпријатието за потрошена електрична енергија за 12 месеци. Состојбата е стварно алармантна. Нас ни треба час поскоро решение и затоа овој сериозен проблем не би сакал да го сведиме на некаква политичка дебата, сакам да сите допринесеме максимално да излеземе од ваквата ситуација и сакам да слушнам од вас предлози, насоки и тука ги прифаќам сите сега можни алтернативи во делот, да, фотоволтаици, да, промена на пумпи, да, намалување на загубите, меѓутоа сите тие работи се на еден среден или на долг рок, нас ни треба час поскоро решение. Загубата на вода е значаен и еден од основните проблеми со кои предпријатието се соочува со години наназад, а дополнително и превработеноста, невложување во основни средства и немањето стратегија на подолг рок, посочи советничката од СДСМ Живка Ангелоска. На предпријатието му е потребен акционен план и сериозен пристап за да се решаваат проблемите пред се загубата на вода, кажа Ангелоска. Фрапантни се бројките кои што ги дадовте, меѓутоа на една од претходните седници на кои што исто така беше седница за советнички прашања, токму вие посочивте дека одливот на вода или загубата на вода изнесува високи 70%. Навистина тој процент е многу висок и ако направиме една проста математика, не мора целосниот процент, значи половина од тој процент да се фактурира, сигурно дека ситуацијата ќе е далеку подобра од онаа во која што се наоѓа предпријатието. Советникот од ВМРО НП Ванчо Костовски покрај потребата од стратегија за решавање на проблемот со загубата на вода ги спомна летничките извори. Таму имаме 3 централи како локална самоуправа направени пред 15 години како јавно-приватно партнерство, од кој ниту еден денар не е влезен во јавните предпријатија, иако ги следува 30% од нето добивката, кажа советникот и побара информација во врска со нивното работење. Константна загуба или позитивна нула покажува фирмата која ќе ги раководи тие централи. Имате испорачана електрична енергија, имат профит од таа енергија, имат трошковник. И од тоа се гледа дали е во позитива или во негатива фирмата. Таа нон-стоп бинјава негативна, па како 13 години работи во загуба некој, па ќе ги продаваше тие централи. Значи јас мислам дека трошковите што ги прикажува не се реални. Костовски посочи дека решение треба да се бара и во свинишките извори. Инаку за искористување на тие извори постои проект Дувло, според кој што јавното предпријатие Водовод ќе добие со гравитација без трошење на струја за пумпање 280 литри вода во секунда. Тој проект се работи и ќе биде завршен, кажа председателот на Совет Сашо Донев. За загубата на вода пак кажа дека е проблем на сите водоводни предпријатија на ниво на државата. Поради најчесто дотрајната инсталација која што не се инвестирала со години, а знаете градов колку пари има инкасирано од комунали, колку згради се изградени, а ние функционираме со истиот водовод и со истата канализација од 50-та година кога Охрид беше 5 пати помало од колку што е сега. Донев предложи Советот да донесе заклучок за изработка на студија за материјалната и финансиската состојба на јавното предпријатие Водовод Охрид со цел утврдување на оправданост од преземање на мерки за надминување на последиците од енергетската криза. Спремни сме да ги решаваме проблемите и имаме проекти, но тие ќе дадат резултати на долг рок, а во моментов потребно ни е инстант решение за јавните предпријатија, кажа градоначалникот Кирил Пецаков. Предлагам заклучок, бараме од владата на Република Македонија, јавното предпријатие Водовод
и доколку е возможно, останатите јавни предпријатија основани од општина Охрид да мигрираат од слободен на регулиран пазар за електрична енергија. Советниците го донесоа заклучокот на предлог на градоначалникот, а ја усвоија и одлуката за субвенционирање на трошоците за електрична енергија на јавното предпријатие Водовод во висина од 2 милиони денари од општинскиот буџет. Нови резервоари за вода во Свиништа и Лакочереј. По налог на општина Охрид започнаа градежните активности за реконструкција на резервоарот за вода и изградба на нов цевковод во село Свиништа. Проектот се реализира со средства од буџетот на локалната самоуправа во вредност од околу 335.000 денари. Во моментов се работи на реконструкција и санација на резервоарот за вода во селото Горно Лакочереј. Вредноста на проектот е 1,3 милиони денари. Изведувач на градежните активности е фирмата Боко под Струга. По овие активности се очекува подобрување на системот за водоснабдување и поквалитетно приклучување кон системот за вода на сите домаќинства од овие селски средини, велат од локалната. Надлежните не брзаат да го изработат планот за управување со крајбрежјето на Охридското езеро. Во меѓувреме во Советот на општина Охрид се одобруваат легализации на дивоградби на крајбрежјето. Според председателот на Советот, за легализациите кои се ставаат на дневен ред, добиени се согласности од Министерството за животна средина и просторно планирање. Секретарот на општината пак сите што реагираат на ваквите легализации на крајбрежјето и во Националниот парк Галичица ги посоветува, доколку се сомневаат во законитоста на таквите одлуки, да поведат иницијатива пред Уставниот суд. Со мнозинство гласови Советот на општина Охрид на денешната седница изгласа 16 предлог одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти. Посебно внимание и дискусија предизвикаа 5 точки кои се однесуваа на легализирање дивоградби во катастарска општина Охрид 4, односно во Андон Дуков, на крајбрежјето на Охридското езеро. Советничката од СДСМ Живка Ангеловска побара овие и уште една точка за легализација во катастарска општина Пештани да бидат повлечени од дневен ред, бидејќи иако дивоградбите не се во појасот од 50 метри од езерото, сепак се во непосредна близина, посочувајќи дека се уште не е донесен планот за управување со крајбрежјето, а тие како советници треба да работат во интерес и на граѓаните, но и да го штитат природното и културното наследство на Охридскиот регион. Затоа, почитуван председателе, барам да ги повлечите, да бидат повлечени овие точки од дневен ред со дополнителна консултација и со стручни лица, да видиме дали треба воопшто да бидат ставени на дневен ред и да одлучуваме по истите, посебно сега кога не е направен планот, урбанистичкиот план за крајбрежјето, меѓутоа која ќе е целина тој урбанистички план ако ние од седница на седница ги легализираме овие бесправни објекти. На добиени согласности за легализација од Министерство за животна средина и просторно планирање и од Национален парк Галичица цел притисок се сведува на советниците. Ние 3 години чекаме план за крајбрежје и според последните информации кои ги имам уште една година нема да го добиеме, кажа председателот на Совет Сашо Донев. Ако треба некој закон да се донесе, нека се донесе во Собрание на Република Македонија закон. Па ние по него ќе постапуваме и ќе одлучуваме. Од една страна сите нас не плукаат и не критикуваат, а од друга страна ние имаме притисоци и од граѓаните, и од инспектори кои што не прашуваат зашто не ги ставаме точки на дневен ред. Секретарот на општината пак Александар Китески посочи дека има важечка одлука на Совет со која не легализираат објекти изградени во крајбрежниот појас од 50 метри, а за секој предмет за легализација ставен на дневен ред е добиена согласност од Национален парк Галичица и согласност за продолжување на постапката од страна на Министерството за животна средина, бидејќи сите тие објекти се изградени во зоната за одржливо користење. Тој кажа дека не е прв пат да има реакции за легализациите од како што рече субјекти кои што објавуваат по портали. Со оглед на тоа што ваквите реакции се и претходно, јас не видов од таквите субјекти ниту еднаш претходно се носеле. Значи, ние носиме одлуки на Совет за бесправно изградени објекти во Национален парк. Не видов ниту еднаш таквите субјекти да поведат иницијатива пред Уставен суд за оценување на законитоста и уставноста на таквите одлуки. Ако тие толку сметаат дека ваквите одлуки што ги носи Советот на општина Охрид се незаконски, тогаш имаат право согласно закон
да си поведат иницијатива за оценување на законитост и уставност. Доколку има таква иницијатива, ние ќе ги стопираме предметите, нема да продолжиме со решавање. Доколку Уставен суд одлучи дека таквите одлуки се спротивни на Законот за бесправно изградени објекти, истите одлуки ќе ги предложиме за поништување. Советниците не го поддржаа предлогот на Живка Ангеловска за повлекување на точките од дневен ред. Председателот на Комисијата за урбанизам, советникот од ВМРО НП Ванчо Костовски информира дека од сите предлог одлуки за легализација само 5 точки кои се однесуваат на катастарска општина Охрид 4, односно Антон Дуков, не поминале на комисија. Потоа со мнозинство гласови беа усвоени сите легализации на дневен ред. Струшките училишта понесоа барање до општината за скратување на училишните часови. Наместо стандардни 45 минути, училишниот час да трае 35. Сметаат дека на тој начин ќе се скрати училишниот ден и ќе се заштеди нафта и електрична енергија. Струшките училишта бараат скратени часови. Наместо стандардни 45 минути, училишните часови да траат по 35. Целта е справување со енергетската криза и заштеда на нафта. На тој начин, училишниот ден ќе се скрати за околу час и половина, а со тоа ќе се намалат трошуците и нема да се губи од образовниот процес. До средината на декември планираме по нашите пресметки да имаме нафта. Греалките ги исклучивме целосно, поднесовме барање до општина Струга за намалување на скратување на часовите, 45 на 35 минути да трае часот и втора смена да почнува од 1, од 13 часот, наместо од 13:30, со што би порано завршила втора смена, би заштедиле во осветлување, грејење. Струшките училишта ги применуваат мерките и препораките за заштита на електрична енергија, но чекаат реализација на одлуката на владата за нивно префрлување од слободниот пазар на ЕСМ за поевтина електрична енергија. Ова е особено значајно за големите училишни капацитети. Многу би олеснило затоа што нашето училиште е многу големо училиште со 150 вработени, 1500 ученици, работиме во 2 смени, така да капацитетот сепак е голем и ова мерка би била добре дојдена. Барањето за скратување на часовите од сите основни и средни училишта во Струга е веќе поднесено до општината. За него ќе одлучуваат градските советници. Претходно струшките училишта ги сврлија од употреба и компјутерите и смарт таблите. Владата ја ограничи трговската маржа до 10% на млечните производи во трговијата на големо и трговијата на мало. Владата на предлог на Министерството за економија донесе одлука за дополнување на одлуката за посебни услови за трговија на одделни стоки со која се замрзнува маржата и за млечните производи. Урда, кравио бело сирење, мешано бело сирење, кашкавал, кисело млеко, павлака и јогурт, за кои што се ограничува највисока трговска маржа од 10% во трговијата на големо и трговијата на мало. Ова одлука е последица на редовна контрола на Државен пазарен инспекторат за трговија, во која е утврдена потребата од интервенција кај наведените стоки поради растот на нивните цени. Ова е дополнување на одлуката за замрзнување од 14 јуни 2022 година, со која е утврдено замрзнување на маржите на основните прехранбени производи: бел леб, шекер, сончогледово масло за јадење, брашно од пченица, макарони и шпагети од тврда пченица, македонски бел ориз и трајно кравио сирење, со важност од 31 декември 2022 година. На 87-та владина седница, што се одржа вчера попладнето преку видеоконференцијска комуникација, е донесена и одлука за престанување на важење на одлуката за ограничување на извозот на одделни стоки. Одлуката за ограничување на извозот се однесуваше на пченица и на полица, брашно од пченица и на полица и семе од сончоглед. Во предлогот на Министерството за економија во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го укина овој прекин и со тоа ја исполнува врската од договорот за безбедносни механизми за храна во Западен Балкан, потпишан на 2 септември 2022. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Американскиот председател Џо Бајден изјави дека заканата на рускиот председател Владимир Путин за употреба на нуклеарно оружје е најголемата таква закана од кубанската ракетна криза, бидејќи руското воено раководство се соочи со ретка домашна јавна реакција поради војната во Украина. Бајден предупреди дека рускиот лидер не се шегува кога зборува за потенцијална употреба на тактичко нуклеарно оружје или биолошко или хемиско оружје, бидејќи неговата војска значително слабо функционира. Путин, кој денеска го одбележува својот 70-ти роденден, предупреди дека ќе ги искористи сите неопходни средства, вклучително и нуклеарниот арсенал на Русија, за да ја заштити руската територија, за која сега вели дека вклучува 4 украински региони кои тој ги анектираше. Околу 1 милион луѓе ја напуштиле Русија за 2 недели. Москва негира. Речиси 1 милион луѓе ја напуштиле Русија од почетокот на мобилизацијата на 21 септември, пишува руското издание на Forbes, повикувајќи се на извор запознаен со проценките на Кремљ. Друг соговорник на Forbes рече дека Русија ја напуштиле меѓу 600.000 и 700.000 луѓе и додаде дека е невозможно да се пресмета колку луѓе ја напуштиле земјата за туристички цели. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков ги отфрли наводите на Forbes, велејќи дека Кремљ не го знае точниот број на луѓе кои ја напуштиле земјата, но дека е далеко од објавената бројка. Лидерите на земјите од Европската Унија денеска ќе разговараат дали и како да ги ограничат цените на гасот, откако земјите членки го зголемија притисокот врз Брисел за намалување на трошоците за енергија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во средата предложи патоказ за разговорите на лидерите на Европската Унија за ограничувањето на цената на гасот, откако Франција, Италија, Полска и 12 други земји го повикаа Брисел да предложи ограничување на цената на гасот ширум Европската Унија како средство за ограничување на инфлацијата. Европската Унија би можела да ограничи цената на гасот на неколку начини, од кои првиот е кога максималната цена ќе важи за целиот гас, што е она што 15 земји на Европската Унија го побара од Европската комисија како итна мерка за помош секоја земја членка да го ублажи инфлацискиот притисок. Земјите како што се Белгија, Италија, Полска и Грција изнесоа своји идеи за ограничување на цените, кои се движат од ригидна максимална цена до така наречена динамична граница, која би ги поправила цените на бензинот во Европската Унија за символично евро повисоки од конкурентските азиски понуди. Јужна Кореја и Соединетите Американски држави започнаа нови заеднички поморски вежби во кои е вклучена и групацијата на американски носач на авиони, соопшти јужнокорејската армија ден откако полетаа борбените авиони како реакција на новото севернокорејско лансирање на балистички проектил. Морнаричките вежби се одржуваат во близина на јужнокорејскиот источен брег на 7 и 8 октомври, соопшти Сдружениот штаб на јужнокорејската армија. Вежбите, планирани претходно, започнаа ден откако Северна Кореја во четвртокот лансираше неколку балистички проектили, а потоа борбени авиони летаа во близина на границата со југот. Американската ударна групација оваа седмица веќе учествуваше во трилатералните вежби за противракетна одбрана со воени бродови од Јапонија и Јужна Кореја, а во вторникот Северна Кореја предупредувачки истрела балистички проектил со среден дострел која прелета Јапонија во најдолг досега таков лет од околу 4600 километри. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.